Рудникот Саса со нови програми за зголемена безбедност при работа, но и за заштита на животната средина. Во планот за работа во оваа 2016-та, како насока од новите сопственици на рудникот, потпишани се договори со светски реномирани фирми, кои треба да придонесат за подобрување на севкупната работа на рудникот, истакна за телевизија Стар генералниот директор на Саса Александар Раков. Конкретно сегодня ние имаме склучени 3 договори кои што се однесуваат прво на безбедност при работа со австралијска компанија, истовременно со америчка компанија која што сега проучува и нас ни дава препораки за дел што се однесува до екологија, а за рударство во целост имаме сега склучен договор со светска консултантска куќа SRK. Работаат. Во 2016 рудникот планира да произведе 700.000 тони сува руда, а во 2015 ископани се 778.000 тони сува руда. Меѓутоа, нестабилната цена на металите, која се спушти на $1.600 по тон, дава негативни реперкусии врз рударството. Моментално цена малце се кача на нагоре и ние се надеваме дека оваквото ниво на цени ќе се задржа подолг временски период. Зашто? Рудникот има 2 нови концесии. Едната е за експлоатација, а другата за геолошки истражувања, кои треба да го продолжат векот на рудникот. Получили Новата концесија е во рамки на продолжување, односно проширување на постоечка концесија за експлоатација. Целокупна површина на проширена концесија за експлоатација изнесува 0,84 квадратни километри, а концесија за детални геолошки истражувања надминува 1 квадратен километар по површина. Рудника имеется. Минатата година рудникот доби нов собственик. Американскиот инвестициски фонд Орион не донесе промени во раководството, во програмата за работа, ниту во бројот на вработените. Со колкав профит Саса ја завршила 2015-та, ке се знае наскоро, колку за споредба. Во 2014-та Саса беше втора најпрофитабилна фирма во земјава со профит од 43,5 милиони евра или по 63.000 евра по вработен.